ја слушнавте најавата. Како што веќе споменав, имам голема чест утринова да зборувам со топ 10 стрелци во историјата на ФК Вардар. Неговото име е господин Ванчо Балевски Змија, не само за Вардар, неговото име е прославено и во Хајдук, неговото име е прославено и во Бундеслигата, па и во Америка. Добро утро и добре ми дојдовте. Голема чест ми е што во Ја сакам Македонија првото кафе го пијам заедно со вас. Добро утро, баш ми е драго што сум гости на телевизијата. Ке почнеме со ништата и имено велат дека сон на секое дете во тие далечни 50 години од минатиот век бил да стане фудбалер. Вие го имате за татко, исто така легендарниот фудбалер Тодор Балевски Вефел, фудбалски интернационалец. Дали сонувавте тогаш во тоа време да одите по негови стапки? Па тоа по ген најверојатно доаѓа. Татко ми беше еден од подобрите играчи во таа бивша Југославија, да кажеме, играл у Вардар, у Македонија, Победа, дури играл и у Бугарија као војник бугарски, така вело. И старите љубители на фудбалот се сеќаваат на него, Тодор Балевски Велф, кој бил капитен и на Вардар и на Работнички. И јас по неговите стапки нормално ме водел на игралиште, на утакмици и ми се усадило у глава да ја еден ден наставам таа лоза што се вика по неговите стапки. Се сеќавате ли кога прв пат однесе на терен или било многу кога сте биле малечко? Па тоа е многу одавна. Иначе не дека јас сум 47 роден, не 61 почнав тога да памтам за фудбал и тога фактички и почнав тука на мощното игралиште на Вардар. Првите мои кораци у пионерската школа на фудбалски клуб Вардар. Така, верувам дека посебно и од тоа време и луѓето што се големи обожаватели на фудбалот нема кој не вас знае, меѓутоа сакам да ми кажете како почнавте и како понатаму напредувавте. Колку беше тешко да се стане член на младинската репрезентација на Југославија? Сте биле малкумина од Македонија. Па као што сами кажавте, ние тога имавме такмичење со републики. На 2-3 пати бев у таа омладинска репрезентација на Југославија. Беше селектор Милјан Милјанич, помошник му беше Анте Младенич, еден врхунски тренер. Милјан Милјанич се знае кој бил. Најверојатно ме забележил на тие турнири меѓународни као Македонија, Србија, Хрватска, Словенија, Босна. Учествувавме на тие турнири и бев на 3-4 пати у Кошетњак со таа репрезентација и на 3-4 пати у Макарска, кај што се одиваа припремите. Имам одиграно за репрезентација омладинска неколку утакмици и така мојот фудбалски век почна да иде у нагорна линија. И она што е сега во Југославија познато е дека имаше задолжителен воен рок. Тоа би било една препрека пред влез во Вардар. Кога, знаевте, ви стигна покана од војска, мора да одите во војска, тогаш немаше сакам, не сакам и така натаму. Што си велевте додека бевте во војска, ги одбројувавте ли тие војнички денови за да може пак на терен да излезете? Па, пред тоа да напоменам една работа, јас ко омладински репрезентативец на Југославија бев доста интересантен и у тоа време ко репрезентативец на Македонија, на Југославија, у Вардар имаше тренер кој Хуго Ришевљанин беше многу не сакаше млади играчи и јас на мои 16 години у таа младост проваѓам у супротниот клуб овде у Работнички. Јас имам право да играм и за омладинци и за први тим. На 16 години за први тим Работнички играм. Направувам еден голем скок. Влеговме у втора лига. Одигравам една сезона и на 17 и по 18 години идам војска. Тој не ве сакаше, значи, во Вардар и... Не сакаше многу млади играчи, поише форсираше стари, иако јас се наметнев, али така беше тоа може ситуацијата. Јас одам војска, тренирав со Партизан и со Звезда, еден тамо, еден тамо. Дури у новина искочи још еден македонец у Звезди, поред Ечиновски. Беше тој Хуго Рилиштен замина, беше Варагич тренер. Ми се јавува со писмо да се вратиш. Јас се враќам од војска. Дури бевте во војска, добивте писмо од Вардар. Да. Татко ми покојни го зимаат со автобус, Вардар игра со Звезда у Беорат. У касарна автобусот се спушта.
гледам Скопски млас, имаше тие жути автобуси, Пролетар Скопје беа, кам што Скопски автобус, кога искача цела управа од Вардар и татко ми со нив, вика дојавме да подпише договор со Вардар и така подпишувам, се враќам во войска, подпишувам и прво дерби за Вардар ми е против ОФК Београд тука 68-69 година. Навистина имате многу интересна биографија. Сега кога сме кај тоа деби во Вардар, тука имате еден човек кој што ве насочува, позната како Джина. Се споменува како ваш учител. Тој ли ве прифаќа во Вардар? Па, вака сега. Пред него беше Часло Божински тренер, кој јас нормално играв стандардно. Неде 70 од 68-69 до 70 година играм под палката на Часла Божински. Али 70 година ми испаѓаме од лига и го носат Кирил Симонски Джина, еден легендарни тренер, фудбалер, брзметивец на бивша Југославија, тренер бил на Партизан, на Вардар. И ја кај него постигнуем она најголем успех, викаат, у Вардар. 70 испаднаме, 71 влеговме одма и дури со такви зборови се обраќаја пред мене, што можеш пред идеш од овде, ако ми требаш, ти си постал велики играч. Значи тој ви предвида дека кариерата ќе ви оди напред. Кажете ми, во тоа време, еве, ако може да се сетите, вашиот татко беше ли многу горд на вас? Па, татко ми доаѓаше овде стално на Јужна трибина и беше од ова странатки работнички. Нормално, по неговите стапки да успее син свој горд како ја на моите деца, нормално и на внуци. И кога ќе ве видеше на теренот, посебно и веќе како... Види, тога идеше многу публика. По 20-25 публика идеше на стадион на Вардар. Кога ќе даев гол, ја знаев одма кај ми е погледот. Да. Убави спомени. Ке ни кажете и за тоа златно време. Вардар во 70-тите години имате во еден момент да е прогласен за најефикасен играч на тимот во сезоната. Како ви беше тоа чувство кога ве прогласи? Таа сезона имаше Нова Македонија и вечер беа заедно и Скок, мислам тогај. Зоран Михајлов, спортскиот коментатор и спортскиот новинар, работеше у таја. Јас како голготер таа сезона за Вардар, иако одвезни играч, постигнав 11 гола и добив еден часовник. Таа слика не сум ја понел, посебно ми беше драго што ете ко да добиеш едно признање. Мислам, тоа многу израдува и ми беше многу драго. Каков беше фудбалот во тоа време, 70-тите години? И до ден денеска фудбалот во Македонија е, па ќе кажам, и најпознат, најперспективен спорт, меѓутоа како тогаш беше? Знаете што, фудбалот беше тогај доста атрактивен. Да кажем, миете у Вардар имаше по 500 души, некој пати и по 1000 души на помошно игралиште, тренинг пратеа ни утакмица. Сега не може видиш 1000 души на утакмица. Друг начин, али фудбалот сега дојде подинамичен, гладиаторски, кој може трчи, да се бори, да се дрча, нема толку, да кажеме, ефикасни или убави моменти кај што може да видиш допади фудбал, све е поише на физичка спрема. Сега ќе ни кажете каде го заработивте прекарот Змија. Мене нешто ми кажаа моите колеги кои што се ваши современици, меѓутоа еве ќе спомнам само велат дека сте биле многу веш во проигрувањето со противниците како змијата што се движи. Па и тука е тоа тачно, да кажем. Јас како омладинец, пионер на Вардар, на ова помошно игралиште, која што рековте, Кирил Симонски Джина беше тогај нормално водеше Вардар. Он идеше Партизан Вардар. И он имаше едно Пежо старо 403 и стално го переше на помошното игралиште тука кај што е се хотелов парк. Да. Тука беше кампинг и он тука го переше и гледаше ние пионерите кои игравме дека пред време доаѓаше, он си го переше од и стално нешто ќе приметеш и ќе влезеш у терен и ќе до српско-македонски збореше, дојди, пошто имаше жена београѓанка, ајде каже са мно мало. Мен непријатно и кога ти имаш доста добре Слава, не, ако настави и така почна ме завика Змија и така тој прекар ми остана толку години, едно време ми годеше, па едно време ми сметаше, али што е, тоа е сега. Ама остана и претпоставувам дека сите и како ве паметат по тој прекар, сепак е подобро заработен. Фала Богу.
Заминувате во Хајдук, Сплит и она што го имаме како информација од тоа време, 1975. За тоа време, вие сте најголем трансфер во поранешна Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Па, тачно. И у Како Југославија, имаше трансферот? и у Како ве Вардар. повика? Како ве пуштија нашиве да заминете? Јас на неколку такмици по тие големите клубови Партизан, Звезда, Хајдук, Динамо, ми беше многу драго и посебно против нив се спремав. Имаше овде со Динамо, игравме утакмица, дадов еден гол од 40 метра. Покојни Рамља, капитен и репрезентативец на Југославија. Друго, второ време напушта он штоперско место, и трча по мене и реци колико траиш од Динамо. Ја не верував, мислев сака да ме опушти. Кога утре татко ми, Бога прости, беше жив, доаѓа со Београдски спорт, пишува Динамо менја 5 играчи за Полевскog. Дури ми изненади. Видов дека у контакт сварно се сака да пројдам. Условите беа такви да тога не можеше да идеш млад како сега, тек на 28 години. Ме траеше Партизан, Звезда, Хајдук, Динамо, можда бе во тоа време у тие клубови можда имав преку 150, не 150, 50 да кажем утакмици за репрезентација Југославија. Не ме пуштија и Хајдук влезе у игра. Една утакмица игравме тамо, на полувреме, мислам, на крајна утакмица кога завршува покојни Јерковиќ ме загрдува и ме вика докад имаш уговор со Вардар, викам може да имам кога сакам. Беше напунив 28 години. У авион од Сплит до Скопје гледам генералниот секретар на Хајдук путуе. Он ме гледа, ја го гледам, се смее. Авионот беше од Сплит до Белград. У Белград се цунуеме. Авионот беше, тој задниот авион од Белград у 10 и нешто. Гледам и оно авион. А тога немаше номерисани места во авион како сега. Го гледам добро, да ми кажам, идете, па идем по тебе у Скопје. И така, Хајдук плати у тоа време 150 милиона динара да ги почета можда по-старите љубители фудбал. Тросомен стан беше 13 милиона. Тоа е најголем трансфер у историја на Вардар и мислам дека тешко кој може да плати тоа обезпечење. Точно ли е дека исто и навивачите на Хајдук Сплит ве обожавале? Кога сте дошле? Видите, ја бев љубимец. Сплитската публика многу ме сакаше и многу ме ценеше. Кој се појавев од сите 4 страни, името моје го скандира. Бев у една најака генерација у историја на југословенскиот фудбал. Не на хрватски, југословенскиот фудбал. Иначе јас сум прв македонец кој згазнал на хрватско поднебе у Хајдук. Кој тој тим под покровител на Ивич, тешко кој може више таков тим да направи и таква екипа. 5 години поред куп, 3 години поред првенство. И од 16 играча 12 беа репрезентативци на Хајдук. Имале со Хајдук одлични надпревари, тука се памети некоја победа 5:1 над Партизан. Меѓутоа, она што мене ме интересира е како ви беше кога требаше да играте со Вардар, со вашиот поранешен тим. Па видите, со Вардар имав две утакмици со Вардар, едно у Сплит, едно овде. И не ми беше свеедно. Нормално Вардар се борише за опстанок тога и па имав една шанса баш на оној гол доле према можност да дам гол, па намерно ја прескокнув, не дав гол. Ивич тренерот почна од клупа да реагира, али тоа е. Овде почнав у Вардар и не ми беше лесно да му дам гол. Ви бил секогаш во срцето тимот каде што сте почнале. Со Хајдук освојувате и титула. И сега тогаш во тоа време кога сте освоиле титулата, тоа значи дека сте биле на врвот на Југославија. Беше ли тогаш се уште жив вашиот татко и Не. не го дочека? 72 татко ми почина, не. Он не ни доживеа кога отидов во Хајдук. Кога веќе бевте на врвот од кариерата. Како ви беше вам кога во Југославија да се достигне тој врв не беше така лесно? Па видите, со Хајдук ми игравме против Динамо Загреб у Београд, финале на куп 65-70 публика.
ги победивме 1-0. Ја играв таа утакмица, мислам дека играв и добро. И дури и голот го наместив, Шурја го даде голот. Победивме 1-0, тоа е еден најголем трофеј што го имам као играч доживеено. Куп Маршала Тито, Златин пекар добиено од. Какви сеќавања? Сега, што се случува? Во Југославија сте на врвот, меѓутоа веќе забележуваат и во Бундеслигата. Како ги воодушевивте германците? Се сеќавате ли на која средба беше тоа за да преминете после во германски Карлсруе? Па више кога дојде време да може да одам ја надвор, требаше бевме у Штутгарт да играме утакмица, требаше јас више да се продам меѓувремено, кога иде не иде него пут не ми идеше утакмицата, не беа задоволни нормално Штутгарт, ФАУБ Штутгарт германците. И ништо, имавме покојни Тито Кирген, председник кој par excellence вика не се кире, ќе има друг клуб. У моментот искочи Карлсруе. Да, интересен, да ме земе, треба да дојде да ме гледа против Слобода од Тузла. Они ги има, ги нема ги, не дојдоа на утакмица. Председател ми ка не дојдоа, најверојатно има некој проблем. Нив да им каснел авионот, кога сака нешто да се деси, ќе се деси, да им каснел, не дошле на главна трибина, кај што влегле на помошен баш кај што дав и 3 гола против Слобода. Гледали утакмицата, ја немам појма дека они се тука, можда да знаев, можда ќе има и трема. Заврши утакмица, едам 3 гола, нормално се тушираме, влегува председателот и вика на играчите што ќе преме со Ванчо. Сите играчи вика Ванчо останува. Мене вика облечи си побрзо, овие се дошли, идемо на преговори. И така се деси, отидов во Карлсруе, дојдов, играв задња утакмица за Хајдук против Војводина во Нови Сад, се вратив во Скопје, заминав за Германија, у четврток на тренинг, у сабота дебитирав против Келн. Келн е еден од подобрите екипи во Германија, Оверат, Флое, Шумекер, Дите Милер, репрезентативци, едни играчи кај Оверат, еден од најдобрите везни играчи у историја на Германија. Како се случува потоа да напуштите Бундеслигата, ве бараат за Кроација Торонто, ако не се лажам? Па би, тука е можда една моја животна грешка, кај што имав шанса да останам во Германија, ме тражи и други клубови, и Хамбург, и Келн, и Карлсруе да продолжам договор. И јас одлучив да дадам за Америка. Можда тука направив, па ќе се повторам една катастрофална грешка. Јас немав многу контакт со југословени тамо. Можда и затоа научивме германски со првата и од телевизија имавме и тумач. Пошто Германија, кој бил во Германија, кој играл, секој клуб има 3-4 своји терени. На еден терен ние работиме и некој позади жица само вика и оште служи удар, браво, како да, оне млади дани. Ја не обраќам паžња, мислам кој може да биде. Заврши тренинг, идеме према Слачоница. Он пак се обраќа, вика, барем окрени се да видиш стари пријатели. Ја в момента се вртам, гледам Сребрич, Зорица Сребрич, генералниот секретар моментално на хрватска репрезентација, на Хрватски фудбалски савез, а иначе беше тренер на Динамо, ме знае. И у тој муавет, што преш, како си имамо таму, дали сакаш да за Америка, ја викам сакам. И мене ми испраќаат они карта, ја заминем за Кроација, кај што и таму имам 2-3 утакмици играм против Бекенбауер, како нормално во Германија што ја играм. И таму завршувам, се враќам и продолжим у Олимпија. Каде што и последниот ваш натпревар и каде што одлучувате дека веќе ја завршувате кариерата? Па можда тука бев по конструкција, може да играм уште година, 2 или 3, али Ќе ни кажат, имате прекрасно семејство, ги видовме и на фотографии, деца, внуци, ки имали семејството Балевски трета генерација фудбалери со оглед на тоа дека синовите не ве наследија? Па синовите мои не ме наследија, не по собствена грешка, по можда од синдром македонски, можда од љубомора.
Дури некој разговор деца док мој играва, у Вардар играва, у Работнички и беа доста добри и таленти ги знаат нивните другарчина. Имаше тренери кои на клупа збореле еден балетски имаме, уште ли балетски ќе правиме и од љубомора не дозволија. А Джајич ми рече, Ванчо, донеси ги, имаш 2 сина, ја имам 2 ќерке, нека остану овде играчи. Вика, ми има време, Драгане. Тука направив можда грешка што не ги однесов деца, али добро. Внуци е моите играат, ангажирани се, у Работнички се и Руди и Томи. Внуките исто се спортски доста ориентирани и они, Софија и Вања. Мислам дека под нив некој ќе скочи. Господин Ванчо, ве гледам често тука, агилен сте, доаѓате исто велосипед, постојано во движење. Меѓутоа, сакам да ни кажете, често ви има тука и на теренот, може би барате нови таленти и така натаму, но кога ќе дојдете на терен, ве фаќа ли носталгија за младоста, кога цели трибини го скандираа вашето име? Какво ви е чувството сега после сите години? Како не на овој стадион овде имам 480 утакмици одиграно, 128-9 гола даено. Нормално те влече кога ќе доеш да гледаш. Се присетувате на некои како моменти, не се присетувам, на голови? поготоа бев овде љубимец на публиката, ме сакаше публика. Оставив добар трак, мислам на публиката, старите љубители фудбалот се сеќаваат нормално на сите добри моменти. Мислам дека стално сум давал максимум и денеска максимум давам кога ќе една работа фатам, сакам да се заврши 100%, не пола-пола. Иначе, како што напомнавте и вие, пратам доста млади играчи, работам со млади играчи, имам и своја школа фудбалска, која сум работил со 2012, 13, 14, сега работам со помлади. Овака, пошто ние сме приватно, не сме клуб, ги праќам ете како внуците у Работнички. Работам за Хајдук, Динамо, Звезда, Партизан. Че уште ве држи тој Па, фала Богу, до може да мрдаме ќе работиме. И за крај, во сето ова, поддршка секогаш сопругата. Па, фала Богу, ја имам 52 години више брак, кај што фала Богу имаме 3 деца, 2 сина и ќерка. Тешко ли било да ве следи на секаде низ светот? Па не е било лесно, нормално. Ама љубовта си го прави своето. Како вашата кон фудбалот се разбере и кон семејството. Фала Богу, ме поддржавала стално. Многу ми беше чест што еве утринава имавме едно враќање, една ретроспектива на целата ваша биографија. Сите наши гледачи кои што можеби нешто пропуштија, овој разговор ќе биде поставен на YouTube. Ви посакувам многу среќа понатаму и секогаш имате Балевски да има своја генерација фудбалер понатаму во Ја иднина. би сакал. Благодарам многу и баш ми е драго што бев гостин ваш.